Распределба на ресорите меѓу владините во МРДПМН вреди и знам. Има, но кој што добил од владиниот колач со реконструкцијата и кои нови имиња ќе седнат на Елинденска број 2. Премиерот Мицкоски ќе открие дури утре по седницата на партискиот извршен комитет. Ние не сме разговарале за персонални решенија за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите. Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запозната. Иако премиерот не открива кој што добил, албанскиот партнер веќе објави дека има 6 ресори, еден повеќе од тоа што сега го има. Од нив вреди како нови ги добива правда, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Ги задржува животна средина, економија и евроинтеграции, а ги губи социјална политика и демографија како и здравство. Имиња официјално не се споменуваат, но за правда се споменува професорот по уставно право Јетон Шасивари. За култура актуелниот заменик Седат Сулејмани и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Министерството за социјална политика веројатно ќе го презеде заменик министерот Ѓоко Велковски. Промени се очекуваат и во образование, спорт и земјоделие, со кои раководи ВМРО ДПМН. За земјоделие се споменува името на Борче Серафимовски, актуелен државен секретар во ресорот. Иако знам на Максим Димитриевски останува со 2 министерски позиции, се уште не е познато со кој ресор е заменета правда. Стојлковиќ и Лимани веќе се збогуваа со фотелите, а Стојлковиќ вели дека од сива зона на претходникот Груби направил функционално министерство. Новиот закон за правична застапеност, според него, гарантира стручност и компетентност во јавниот сектор. Така да во овој момент е завршено со пристапот седи дома зема и плата и рационализиране бројот на вработените во МОС, напиша тој на Фејсбук. И македонската и албанската опозиција не веруваат дека промените што ги најавува Мицкоски ќе бидат од корист за граѓаните. Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицкоски. Пределба на оваа влада се 3 прашања. Блокирање на европскиот пат, унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да каква и да е распределбата, кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители или на адвокати на оваа програмска определба. Со оглед на шпекулациите, колку министри се опфатени со реконструкцијата, јасно е дека во собранието ќе се оди со избор на целосно нова влада на Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител телевизија.